Добра ви вечер, драги гледачи. Вечерашниот мој гостин е председател на Федерација на планинарски спортови на Македонија. За почеток би сакала да почнеме со почетоците на Федерацијата и која е разликата меѓу тогаш и сега. Така, најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата, да ви се заблагодарам за тоа што ја овозможивте време и простор да искажам некои работи кои треба да се афирмираат како активности на нашата организација. И секако да се заблагодарам и на вашиот патрон, собственикот на вашата телевизија, Дело Петар, кој што наоѓа начин како некои вистини да излегуваат во јавноста. Посебно со среќа што почнуваме со темата формирање на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, но како Планинарски сојуз на Македонија. И интересно е што тогаш преседател на Планинарски сојуз на Македонија бил Михаил Апостолски. Еден штипјанец, генерал, историчар, академик, председател на Македонската академија на науките. И сега да се вратам на вашето прашање. Што е разликата меѓу тогаш и сега? Тогаш планинарството имало еден друг вид на ентузијазам. Една друга смелост, една друга среќа, една друга намера да се направи нешто за општеството, тоа да биде добро, да го користат што повеќе луѓе. И мислам дека во таа насока голем дел од активностите биле поддржани од државата. Тогаш луѓето кои работеле во фабриките, по институциите, за време на викендот престојувале во тие планинарски домови, кои биле релативно добро опремени и кои можеле да дадат еден пријатен, да речем, престој и квалитетен престој за семејствата кои таму биле. Во тоа време се изградени најголем дел од планинарските домови. Во втората половина на 50-те години се изградени доста голем дел од планинарските домови и тие биле се до крајот на 70-те години и до 80-те години во функција. Дел од нив поради низа причини почнале да пропаѓаат, но сепак најголем дел од нив се сега со можност да примат гости, но квалитетот на прием и престој таму не е некое завидно ниво. За среќа, кога сме веќе кај планинарските домови, ова година, односно во овој мандат, председател на оваа комисија е еден друг штипенец, Александар Санев, кој е доста активен, кој доста сака да направи нешто со тие планинарски домови, така да ретко кога имаме првична евиденција на состојбата за секој планинарски дом. Значи, капацитет, квалитет, пристап, безбедност, домар, користење на електрична енергија, струја, вода, друга инфраструктура, маркации. Значи, тоа се елементи кои сите се ставени на хартија и се доставени до Европската Федерација на планинари. Мислам дека тоа е еден добар старт. Еве сега прават оние плочи со ознаки за планинарските домови, што може би е фолклорно, е исто така една добра активност. Голем дел од нив оваа година има мали реновирање на објектите. Јас не сум задоволен за тоа колку Федерацијата и општеството помага на тие планинарски домови, бидејќи во планинарските домови главно одат луѓе кои сакаат алтернативен туризам, кои сакаат авантура, кои сакаат мир, кои сакаат еден друг вид на одмор и рекреација. И мислам дека
до сега државата тоа не го препознава во најдобар. За жал така. Сега со овој министер Борко Ристевски, мислам дека почнавме една, да речем, соработка која ветува. И јас се надевам дека Министерството за спорт ќе овозможи реконструкција и подигање на квалитетот за сместување на луѓето во овие планинарски домови со цел да таму примаме и спортисти кои ќе бидат на подготвителни периоди во рамките на подигањето на својата физичка кондиција, бидејќи планинарските домови се такви како што се, но тие се на места каде што имаат сите услови за физичка активност која ќе се изведува на здрав. И на добри места се, со чист воздух, со атмосфера која на некој начин е доволно добра за спортистите да може да... Овие денови очекувам да со министерот, односно заменик министерот за труд и социјална политика и млади, да поразговараме и за соработката со тоа министерство, бидејќи мислам дека тука се преклупуваме во активностите и во целите на нашите активности, бидејќи јас сакам да во тие планинарски домови престојуваат и деца без родители, деца да е отворено за сите. Да биде инклузивни тие простори. И да е максимално искористено. Така, што поголема искористеност на домовите, толку е поисплатливо и толку е поевтино за неговите корисници. Кажи ми дали во бившите југословенски држави, сега држави, е состојбата и слична со нашава или тие некако подобро се снајдо? Вака, мислам дека Словенија предначи во квалитетот на давањето на услуги во тие планинарски домови. Хрватска исто така е во една добра кондиција и како велат што е јужнije, тоа е тужнije. Има проблесоци во секоја република, но тие домови се, да не речем, во една транзиција која се надевам дека ќе излезе на добро. Бидејќи морате да имате луѓе и институции кои ќе се грижат за тие планинарски домови. Не можете да ги оставите на 5 луѓе ентузијасти од планинарските друштва да тие тоа го работат, бидејќи пред се тие се вработени, имаат семејства, немаат едно чувство, они имаат чувство на одговорност, но немаат можност тоа чувство да го материализираат преку активности и преку работа, бидејќи во сурово време живееме, кога времето е пари, а парите се скоро се. Дефинитивно е така. Меѓутоа, мислам дека, по моje мислење, јас еден период бев председател на Спелошка федерација, мислам дека сега не се беше членки кај вас, дека едноставно почна тие сите спортови на некој начин да замираат. Нема млади луѓе, нема интерес да тоа го прават. Колку су во право или грешат. Така, значи, секое време си носи свое бреме. Сега моментално најактивни се оној дел комисиите кои се врзани со спорт, со спорт. Значи, активни се скайрайнинг, трчање во планина, активни се ориентацистите и организираме трки за млади деца, за деца со попречености, излети организираме. Значи, младината и младите луѓе се наш таргет. Дефинитивно. Да. И еве сега можам да пред јавноста да кажам дека големи успеси постигнуваат луѓето од планинското трчање. Елена Ротовска има освоено 7 место на светскиот куп, што малце ги се знае и допира до јавноста. Видите, јас затоа дојдов кај вас во емисија да
ги афирмираме успесите на планинарите. Да, дефинитивно Македонија, треба. Бидејќи ретко кога тие наваѓаат простор во медиумите, во електронските или пишаните, едноставно мислам дека новинарите или добар дел од нив се интересираат само за оние лоши моменти и од планинарството и од другите. Значи, голем дел од медиумите се претворени во жолта штампа, Да. во печат. И дефинитивно не е- им е поинтересно нешто Така. лошо него некој успех. Да. Телевизиите се во стилот ало, кој е на телефон и што имате да кажете, како една колективна психотерапија на народот. Мислам, тоа е далеко од новинарство и мислам дека во таа насока не е моја работа да оценувам, но треба нешто да се промени, да се афирмираат вредностите, да се афирмираат луѓето кои работат и да имаат информација што, каде и како се случува. Па дефинитивно спортскиве новинари, да ги наречам, не им е интерес од се што е спорт или се што е здраво користење на простор, на време, туку е, како што кажавте, нешто што е лошо да биде во првите ударни вести. Од друга страна, мислам дека и малце има познавање, мојата одлука да ве викнам е токму ради тоа. Мислам дека најголем дел од јавноста не ја знае улогата на Федерацијата и што таму се случува. Значи, како потек, која е улогата на Федерацијата? Ние сме во таа насока формирани за да ги помогнеме планинарските друштва, планинарските клубови. Да го помогнеме. Колку клубови има во Македонија? Па, моментално мислам дека се околу 45. Беа повеќе клубови, но знаете како е. Обично тоа се клубови на пријатели, на соработници, кои понекогаш успеат да околу себе да врзат дел од луѓето, некој што успеваат, а после некое време се откажуваат од таа работа и преминуваат во други клубови, така да има една флуктуација на луѓе и мислам дека не е по мене главно колку клубови има, туку дали функционираат оние кои се формирани и можам да кажам дека таа насока сум среќен што се гледа на секоја активност која работиме, од ден во ден, од акција од акција, од месец во месец, од година во година, луѓето како квантум, како бројка на самите активности се зголемува. И тоа ме радува, гледам дека луѓето се повеќе внимаваат на тоа да бидат во добра кондиција кога се одат на планина, да имаат добра опрема, имаат, да речем, технички помагала со кои лесно може да се снајдат во природата и одат на означени места, не се, да не речем, авантуристи во обид, туку секогаш имаат јасна цел, каде, зошто и со кој ќе одат и како ќе се вратат. И така како тоа да го направат на најбезбеден начин. И јас таквите работи ги поздравувам. Па дефинитивно и треба тоа, бидејќи многу млади сегашни генерации се повеќе на социјални мрежи, на интернет и на телефони, во затворени простори, едноставно мислам дека немаат осет колку вреди природата и колку треба да се посетува. Во таа насока сега би спомнал една мината годишна акција. Ние на 11 декември го одбележуваме Светски ден на планината. Да. И последната година тој ден го одбележавме во Кочанско, во Пониква. Таму се собра околу 1000 планинари на едно место, кои направи еден излет и кој излет заврши со забава. Ова година исто така планираме тоа да направиме. Ќе објавиме сега оглас да се пријават оние планинарски друштва кои сакаат тоа технички да го организираат. Но мене ме радува тоа што секоја година бројот на планинари на одбележување на тој ден е се поголем и поголем. Се поголем.
И исто така се радувам што голем дел на млади луѓе од 16, 17 до 22 години се најбројни планинари на тие настани. Која е просечната возраст надали? Па сега не сум јас толку, да речем, навлегол во тие работи, ниту пак сме вршили некои испитувања. Но мислам дека од 25 до 30 години е таа генерација која активно се бави со ова. И исто така бројна е генерацијата меѓу 50 и 60 години. Така да, но има и помлади, има и постари. Да, дефинитивно тоа не. И тоа е еден конгломерат на, да речем, на разни возрасти, но тоа не им смета меѓу себе да комуницираат добро, да си помагаат и да прават добри активности на планина. Дефинитивно тоа е нешто што треба да се одвива, да младите имаат можност да се што повеќе на воздух и на планина и да ја осознаат. Македонија е планинарска земја, има милион места на кои може да се помине. Дали соработката со другите републики околу нас е на некое ниво на кое може да кажеме дека едноставно имаме размена на луѓе. Тоа е у суштина на некој начин туризам, бидејќи се што е вон својата куќа е и се што работи е нешто што значи туризам. Вака, во таа насока може да бидам задоволен од активностите што ги прави Федерацијата на планинарски спортови, бидејќи да почнеме со источниот сосед со Албанија. На последното искачување на кораб имаше специјална делегација од председателот и неколку негови соработници кои учествуваа во искачувањето на кораб. Имаше и десетина други луѓе. Тоа за овие 3-4 години додека сум јас председател е пракса да покануваме федерации од Балканот и тие секојаш со задоволство се одзиваат тој наш повик и учествуваат. Оваа година, например, на кораб имаше планинари од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, од Босна, од Словенија. Имаше планинари кои зборуваа англиски и германски. Така да задоволен сме со таа работа. Пред не пол месец дена во Приштина подпишавме договор за соработка со Албанија, Косово и Црна Гора во делот на маркирањето и на некои други активности кои ќе следуваат во тој корпус на прашања. Ние исто така добра соработка имаме со Планинарски сојуз на Србија. Тие ни отстапија програма еден за евиденција на членството, електронски програм, кој колку требаше да го купиме и да се купува. Кодно кошта 7-8.000 евра тој програм. Веру. Тие ни го стапија бесплатно, ни нудат сите стручна помош. Кога сме кај стручната помош, ние организиравме курсиви за водичи во Албанија. Наши луѓе отидоа во Албанија и на Косово. Во Црна Гора доаѓаат странци од балканските земји кај нас на курсиви. Мислам дека соработката е добра. Еве сега најнова активност и соработка која ќе ја реализираме е Балканското, односно првенството на Југоисточна Европа во ориентација кој ќе се одржи последниот викенд на Водно. Таму учество пријавија Словенија, Хрватска, Босна, Србија и уште неколку федерации, не сум сигурен да не грешам, но и на тој начин покажуваме една добра соработка која се одвива во еден правец, но прави простор да по неја тргнат и другите активности кои не се ориентација. Имате комисија за планинарски водичи, така? Да. Многу често може да се прочита дека некој некаде се загубил или дека едноставно
нема координација во однос на тоа дека желба да поминеш во планина треба да биде во дружба со некој кој ја познава и некој кој за тоа е стручен. Дали во таа насока се прави нешто повеќе? Вака, оваа комисија работи и е доста активна. Како што реков, се одржува и курси за планинарски водичи во соседните земји, а ние бевме носители на тие курсеви. Сега председател на оваа комисија е Виктор Антовски, кој е сериозен човек и кој верувам дека ќе направи добри работи во оваа комисија. Инаку Македонија нема мал број на планинарски водичи. Тој број е задоволителен, но не се сите водичи активни. Секогаш кога организираме акција под патронство на Федерацијата на планинарски спортови, ние организираме и служба за водење на таа акција. Значи се јавуваме до планинарските друштва кои се партиципиенти преку планинарите, но партиципираат и со водичи на таа, да речем, активност. И сето тоа е добро организирано, но проблемите се случуваат, како што рековте, кога некои помали групи или поголеми групи индивидуално и без достава на информација дека ќе одат на некој терен во Македонија, почнат сами да се водат, а при тоа да не ја знаат доволно планината, може би еднаш биле два пати, но знаете, планината е секогаш различна. Не е исто да одите во планина наутро и навечер, на пладне, во лето, во зима. Апсолутно. И тоа е тоа. Може да направите малку една грешка која се мултиплицира и на крајот завршите во некоја вододерене или во некоја... Малце треба да се случи тоа. Дали постои некоја законска основа да тоа се регулира, дека одењето мора да се пријави и да има некој кој е стручен? Па, вака, ние, барем во овој источен дел на Македонија, правиме една активност да поставиме табли, по неколку табли во тие места каде што одат луѓето, со информации кои ќе му бидат полезни доколку имаат проблеми. Значи, таму е телефон на луѓето кои се тука најблиски. Потоа, каде може да имаат заштита, заслон и така натаму. И на кој телефонски број треба да се обратат доколку имаат повредени или било кој на друг начин имаат потреба од планинари. За среќа не сме имали до сега повеќе од на такви места, но во минатото имало, да речем, случаи кога сме организирали и потрага, и спасување и тие приказки. Сега кај нас за мене тоа не е добро што горските служби за спасување се надвор од Федерацијата. Тие се на еден начин приватизирани фирми, односно приватни фирми. Фирми кои работат на едни други основи. И за жал и не Федерацијата, односно државата не ги доволно поддржува во нивните, бидејќи тоа е скапа работа, да вие да одржувате еден систем и едни луѓе кои се квалитетни и кои можат на луѓето да го спасат животот со малку пари, со малку опрема, без возила, мислам дека тоа е осудено на пропаст. Не, нешто... Своевремено имаше Црвен крст исто така, спасувачка служба или така нешто во планина. Да, тие има нешто... Видите, кај нас е најлошата работа што ние се правиме во обид. Да. Некои работи не трпат импровизации. Дефинитивно. Да. Посебно спасувањето во планина. Тоа треба да се остави на професионалци, кои ќе одат на курсови, кои ќе одат на перманентни обуки, бидејќи не е исто да знаете 5 или 20 чворови и системи на излекување и на спасување. И да не се вежба тоа. Да. Тоа е една перманентна вежба, едно
перманентна обука и перманентна комуникација со другите горски служби на спасување. И еден интересен податок, при мојот престој во Србија се сретнав со планинарите кои се во спасителната горска служба и тие изразија интерес да имаат комуникација со нашите планинари, бидејќи голем број на планинари од Србија доаѓаат во Македонија. И изразија желба да имаат комуникација, бидејќи се случува некои негативни, односно несакани ситуации, да можат, кога ќе има комуникација во делот на српски планинар, српска ГСС служба, да тие ја префрлат комуникацијата на нашите служби за спасување. Мислам дека таа работа е во зародишно, со една добра комуникација и добра координација може да дадат позитивни резултати и активности. Да не испадне дека зборуваме само за дека нешто не ни е во ред. Јас еден извесен период соработував со јасен и морам да кажам дека Трајче од Австралија ми донесе еден планинар кој имаше качено сите врвови на 8000 метри и беше воодушевен од јасен и она што имаше можност да го види како планинарски предел и едноставно на некои места кај што се качуваше буквално како козите што стигнуваат брзо, така стигаше. И тој ме воодушеви со неговата желба или со неговата одушевеност од просторите во Македонија. После тоа не сум имала прилика да имам контакт со некој така од другите земји, меѓутоа тоа ми остае еден прекрасен впечаток дека ние не сме свесни колку имаме убавени какви ги имаме. Јас бев со Ендрю на експедиција на Еверест 93 година и знам дека тој е еден од поквалитетните светски, да речем, алпинисти. Тој ги искачи сите 14 врвови над 8000 метри. Да. И секогаш е спремен да одговори на некој повик од Македонија да дојде тука, да со нас заедно одиме некаде на планина. И ги помага планинарите, посебно од Источна Македонија. На 2 пати ние му правевме промоција на негови публикации, проекции на слайдови и така натаму. А со него секогаш, кога доаѓа во Македонија, Трајче Алексов, тој е еден од, да речем, по-добрите планинари, технички подкован, силен планинар и штипјанец. Штипјанец, нормално. Јас инаку имам потекло штипјан. Да. И мислам дека сака да ги покаже убавините на Македонија на многу луѓе. Имаше идеја да организираме заедничка експедиција македонска-австралиска, но, знаете, за таа експедиција е потребно многу пари, а моментално во Македонија таква е ситуацијата да пари се дават само за фудбал, за ракмет и за кошарка. За жал така е. Не е она што може да го направиме во смисла на, ќе кажам пак, туризмот. Македонија е планинарска земја со многу убави планини, со многу можности. Не ја искористуваме во смисла на тоа да тоа биде туристичка тура која ќе се наплатува и од која ќе има бенефит. Не успеавме да дојдеме до тоа ниво. Ние сега со неколку пријателски, да речеме, организации планинарски од Балканот ќе организираме една можеби симпозиум е премногу голем збор, но една средба, еден собир на кој ќе разговараме за планинарството и туризмот, за состојбите и перспективите на таа, да речеме, активност. И мислам дека во таа насока ќе поканиме и туристички агенции, и институции, и министерства кои се тангирани со оваа дејност. И тоа би требало да представува еден почеток на едно и законско нормирање на тие активности. И увид на тоа што го имаме. Јас мислам дека голем дел од нив не се свесни што имаме. Така е. Многу малку средства се даваат за презентација на нашето културно наследство и природно наследство и
мислам и туристичките дестинации кои ги имаме, за жал луѓето не ги знаат. Работите и покрај тоа што на интернет е се присутно. Но треба да го насочите што да одбере и кога тоа да го одбере. И како да стаса и да има некого кој со него. Ќе се вратам на Штип. Имате прекрасен планинарски дом. Има прекрасен кањон за кој 90% луѓе од Македонија не знаат дека постои такво нешто. И ако виделе на интернет што велите или на овие социјални веб мрежи, не може сам да дојде таму. Тој мора да иде организирано. При последната активност која ја изведовме на овој кањон, околу 150 планинари учествуваа. Веру. И сите беа воодушевувани. Веру. Од природата, од самиот кањон кој е прекрасен. Има 2 кањона, имаме 3 пештери. Има, да речем, убавини кои значат како река Лумија, како врв, например Чупино или Бел Камен или Лисец, цркви. Трајче беше заедно со Александар Санев, донатори се на една црква Свети Спиридон на Плачковица, кај ние го викаме тоа место Чатал. Црквиште, некои го нарекуваат. Значи, отвараме можности да не само за една работа кога дојдат во Македонија или во тој реон да ја видат, тука, например, можат да ја видат Баргала. Да. Еден локалитет од Рим. Локалитет каде што има базилики и цркви од 4, 5, 6 век, од 9 век, каде што имате подно и дзино грејање од Рим. Да. Каде што имате, да речем, стоковна куќа во наводници, каде што се чувале ориз, жито, вино, оцет, зејтин и такви работи. Значи, има работи што може да се видат и што треба да се видат. Меѓутоа мора организирано. Да. И сега, например, многу луѓе одат кои има овие јуручки свадби. Да, јуруците се исто нешто што е посебно. И мислам дека ние треба само тоа да го споиме се спакува во една добра приказна. Да, продукт, во еден производ кој ќе се нуди. А што почнете да го нудите производ, ќе има и купувачи. Дефинитивно. И презентација на сето тоа е нешто што навистина е потребно, бидејќи од кога почнав да ја правам оваа емисија, веќе 2 години секој вторник, мислам дека многу малце си ја познаваме земјата. Многу малце. Со жал морам да се сложам со вас. И јас, иако сум веќе... А имаме прекрасни места каде што... Да. И јас, иако сум 64 години, сега гледам дека многу места јас не знам. Иако веќе сум планинар 50 години, но мислам, јас сум искрен и кога одам на планина, одново и одново наоѓам работи што ми се нови, што не сум ги видел, што не сум ги посетил и се радувам на секој комуникација со таков простор и со луѓето од тие простори. Жалосно е, јас секогаш велам дека Македонија може да живее од туризам, да биде туризмот на прво место, ние немаме фабрики, да речеме, што би правеле нешто, немаме едноставно таа природа, тоа што го имаме културно и богатство, јадења, кој секој место има некој свој специјалитет, кој едноставно моето искуство со странци кажува дека се одушевени, бидејќи прво е природна храна, нема вештачки додатоци во нив, а второ е секое место со свој специјалитет кој навистина те одушевува и не те остава равнодушен. Во таа насока би направил една дигресија. Еден американски амбасадор во Македонија изрази желба да ја посети Баргала. И јас му организирав и презентација и после тоа еден мал ручек. И една од тие кои беа со него од американската амбасадорка, мене ми е чудно. Бевме во 1, 2 век, па 3, 4, па 9 век, па 10 и сега сме
на една софра, со прекрасни јадења. Патуваме, вика, низ времето и просторот. Значи, ние возможивме тие луѓе за 2 часа да живеат едно. Со таква интензитет среќни, да ретко кога тие го имаат тоа на друго место. Да, јас работам проект за Крале Марко. Браво. И многу често во матка во Свети Андрија, кој ќе ги донесев американците, им моето кажување почнуваше со тоа, ова кога е изградено, Америка не била ни откриена. И остануваат на вистина, знаете, кој ќе го вратите мозокот на настани кои се случувале пред тоа и во кои ние едноставно сме имале и цивилизација и сме на нешто што треба да бидеме горди, а како иде времево, мислам дека се подценуваме себе си во тоа што наместо да сме горди и да го покажуваме и да од тоа профитираме, ние едноставно немаме желба да тоа го правиме. Видите, кај нас по државата фали систем. Дефинитивно. Фали контрола и стратегија. Фали една конзистентност. Јас работел во музеи во Штип. И секогаш кога сум имал прилика, го истакнувал тоа, да не можете вие 5-6 години да истражувате, а да не конзервирате. Бидејќи оно што е истражено, ќе падне, ќе се девастира. Да. А доколку имате еден конзистентност во работата, 2 години, како се вика, работите, истражувате, 1 година конзервирате, значи вие имате и продукт за презентација, не само идеја како да направите истражување и резултати од тие истражувања. Треба многу работи кај нас да се средат. Дефинитивно. И да направиме од ова парче земја која остана како Македонија да ја пласираме како една убава. Археологијата е исто така еден сегмент кој може да биде интересен за туристите. Ние не знаеме доволно да го искористиме тоа. Вака, например, кога сме нека археологијата, културното наследство, градителското културно наследство. Во Штип има еден дел се века Ново село. Таму имате куќи од 18-19 век. И има после една делегација од Јапонија. Сите тие беа студенти, магистранти или докторанти. Во куќата на Станчеви се задржаа 4-5 часа. Секој ќош, секое делче го исцрта и ги фотографира работите. Во таа насока, кога разговаравме со едни колеги од Франција, ти кажа дека кај нас фали поддршка на државата за културното наследство во делот на ако сакате да градите, нема да плаќате ДДВ на материјал. Да. Ако сте веќе изградили пуштате во операционализација тој објект, нема да плаќате данок на добивка. Ако земете работник некој да ви го поправи куќата или не знам што, а е културно наследство, нема да плаќате персонален данок за што го... Значи, има многу бенефиции кои ние не ги познаваме, а кои треба да се прават. Бидејќи не можете вие да го тепате човекот кој има објект, да речем, и фигуративно да се изразам, а да не му давате да плака. Јас? Голем дел од заштитени такви стамбени објекти едноставно пропаѓаат и никој не води сметка. Не смеат да ги сопствениците сами направат или реконструираат, било што да направат без дозвола, а од друга страна никој не води сметка за тоа дека не му помага да ги доведат работите во еден нормален тек. Јасно. Многу села имаме кои се запуштени исто а имаат прекрасна архитектура. Не се води сметка да тоа се искористи како треба. За жал, ние при крај сме на разговорот, од режија ме опоменуваат дека имаме уште 3 минути. Кажете ми дали нешто што не сум ве прашала, може би треба да го кажеме. Па мислам дека има многу работи кои... Дефинитивно има. Да, до
да оставиме простор и време за некоја друга емисија. Јас би посакала да Федерацијата на планинарски спортови живее долго на начин на кој и сега екзистира и да младите што повеќе се придружат кон Федерацијата, едноставно да имаат можност стручно и со помош на постари колеги да ја научат Македонија како планинска земја. Амин. Драги мои гледачи, ние завршивме вечерва со овој разговор. Не завршивме со тематиката која ја имаме, бидејќи има уште многу нешта да се кажат. Меѓутоа, во некоја следна прилика се надевам дека од некои од планинарските друштва ќе бидат мои гости, ќе кажат за нивните предели и нивните начини на работа. Тоа беше се.